По она што го констатираше Европската комисија во извештајот за земјава, како и за немањето напредок во судството во Македонија, денеска претседателката на државата Гордана Силјановска-Давкова во таа насока вели дека извештаите треба да бидат повеќе техничка слика и приказна, бидејќи тие диагностицираат, класифицираат и евалуираат. Во извештаите што се однесувале на нас и на нашиот годишен напредок, има или доминира техничката димензија, но многу често и овој пат е присутна и политичката димензија. Или, едноставно кажано, би бил заклучокот дека технички може и да напредувате, ама политички може да сте блокирани. Или техничката оценка понекогаш се презентира низ политичка призма. Мислам дека овој вториот елемент е проблематичен и спорен. Државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски вели дека она што е наведено во извештајот истото го посочувал цело време. Потенцираше дека недостасуваат човечки и материјални ресурси. Додека пак за одвоениот буџет, Коцевски вели дека истиот износ, процент, колку и минатата година согласно законот за јавно обвинителство, треба да биде 0,4%, а сега Коцевски посочува дека се предвидени 0,2%, без разлика што се настојува и со новиот закон за јавно обвинителство дури да се покачи на 0,5%. За да има успех во борба против криминалот, треба да се создадат и услови. Во конкретниот случај, во јавното обвинителство, тоа го истакнувам повеќе пати, работиме со јавно обвинителска служба од 1/3, што значи околу 360 вработени, а ни треба околу 1126, и минатата година, 24-та и 25-та и оваа година, и за наредната година, од страна на Министерството за финансии не ни се дозволува ни едно вработување. Во однос на платите, тоа е регулирано согласно закон и нашите плати, споредувајќи ги со платите на регионот, се навистина најниски. Претходно премиерот на државава Христијан Мицкоски во изјава за медиумите посочи: јавноста и Брисел да судат дали судиите и обвинителите заслужуваат поголема плата. Минатата недела Европската комисија во извештајот изнесе загрижувачки тонови за Македонија. Од Брисел со 0 за борбата со корупцијата и судството во земјава.